Благодарам, председателе. Почитувана колешке Лазареска, почнавте со првата грешка. Првата грешка, колешке Лазареска, е што утрово не се симнавте пред собрание, каде што ве очекуваа синдикатите за да им дадете разумен одговор на прашањето зошто бевте против зголемувањето на платите во јавниот сектор. Продолживте со тоа како ви било чест што имате можност да продискутирате за колекторскиот систем. Колешке Лазареска, таа можност ви ја дадовме ние како предлагачи на амандманов и исто така ние, предлагачите на амандманов, уште еднаш, еве од срце, ви ја даваме честа и можноста да го прифатите, бидејќи колку и цифри да кажувате овде, ние знаеме дека имаме нефункционален колектор, од кого ни остана само сликата на Заев и Алексиовски, покрај колекторот кој ќе станеше функционален. Пари кои влегуваат, а не се гледаат каде одат, колешке Лазаревска, сите знаеме каде завршуваат. Јас лично, како советник во општина Охрид, учествував во поделбата на јавното предпријатие затоа што сум член на политичка партија која без оглед дали е на власт или во опозиција предлага и прифаќа се што во дадениот момент смета дека е во корист на граѓаните. Ве предизвикувам сега и овде, денес, вие да го сторите истото со овој амандман, за кој се надевам дека нема повторно да гласате воздржано, затоа што од воздржано гласање никој немаме полза. Значи, колешке Лазаревска, поддржав затоа што очекував функционален колекторски систем и еве од 2019 година до денес се уште го очекувам заедно со моите охриѓани и стружани. Арно ама, ние и денес имаме само двојно повисоки сметки за колектор и езеро во кое се излеваат фекалии, факт кој за жал го потврди и Државниот инспекторат за животна средина. Ете тоа ни остана од ветувањето за функционален колектор, кого со оваа ваша власт уште долго ќе го чекаме. Во контекст на ова, помнавте и градоначалникот кој очигледно ви боди очи со својата ангажираност, па секој ден го спомнувате овде. Еве, не мене, прашајте ги невладините организации за тоа како работи градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. Тие ќе ви кажат. Сите објави од Охрид СОС, бидејќи еднушка кажавте дека све сте следеле и сте читале, сите повици и сите негативни коментари и забелешки се насочени кон Министерството за животна средина, колешке, а не кон градоначалникот на Охрид. Да продолжам. И покрај огромните финансиски средства, факт е дека не го исполнивте ветувањето за конечно граѓаните да добијат чиста и квалитетна езерска вода. Го уништивте Преспанското езеро. До Иранското езеро не се дополнува со свежа вода, а во Охридското езеро се излеваат фекалии. Тоа е вашето вистинско лице и тоа е вашата вистинска грижа или способност. Ова ни се случува затоа што приоритет се партиските вработувања, на чија сметка енормно се зголемуваат трошоците за плати, наместо да се инвестира за механизација и во технички кадар. Не можете да избегате од тоа дека граѓаните плаќаат поскапа цена на водата и дополнителна цена за колекторот. Одржувањето и функционирањето на колекторскиот систем, неговата обнова и доизградба се само празни зборови. Дека на предпријатието му беше оставена полна жиросметка, има само набавка на половно возило, без никакви сериозни набавки, иако се работи со зголемени цени и дополнителни средства, околу 30% од новите цени за вода, околу 60% за колекторот. За вас, очигледно, поимот успешно менаџирање значи како да ги задолжиш и да ги блокираш предпријатијата. И не треба да губиме време. Потребно е веднаш да се зафатите со работа, бидејќи има многу работа и многу повеќе да се работи
а помалку да се зборува. Со тоа што доцни санацијата, уште во првиот дожд, фехалии и непречистени води завршија директно во Охридското езеро, нанесувајќи сериозни еколошки штети и закани за езерото. Неспособноста на надлежните власти да го решат проблемот со колекторски систем е очигледна. Во селата се уште нема фекална канализација, проблем за колекторот се исто така и реките Сатеска, Грашница, Коселска река, сите носат фекалии кои одат во езерото. Во Трпејца, Љубаништа, Горно Лакочереј, Подмолје, па и Враништа, освен фекална мрежа, потребни се и мини пречистителни станици, за кои имам поднесено амандман, за кој повторно ќе ви дадам чест и можност да дискутирате и да го прифатите. Јавното предпријатие доби можност за нов старт, но наместо тоа, предпријатието наплаќа за 30% повисоки цени кон граѓаните, има 245 редовно вработени, последен пат кога отворив анализа, и уште 18 вработени со договори за времено ангажирање, иако има зголемени побарувања дури за 17 милиони денари. Отпишало долг од близу 6 милиони денари и го зголемило вкупниот износ за плати и завршува во негатива. 5 милиони денари потроши предпријатието за привремени вработувања и тоа за време на здравствената криза. И уште еднаш да подсетам, уште неотворено предпријатието беше блокирано. Општина Струга го блокира со 2,5 милиони евра. За крај, почитувана колешке Лазаревска, ќе завршам како што почнав. Оставете го градоначалникот Пецаков да си ја врши работата во која е најуспешен. Не се грижете за него, грижете се за вашата неспособна влада и обвинувањата што сте ги дале и симнете се меѓу синдикатите додека не е предоцна. Шансата се уште ви е отворена. Ама наместо тоа, синдикатите требаше да ве слушнат денес како се дрзнавте да дофрлувате дека надвор имало само 10 души. После вчера и денес не престанувате да ги навредувате. Ама напред, колешке Лазаревска. Вие не цените ни 10 души, ни 100.000 луѓе кои ви кажуваат дека е премногу. Граѓаните ќе ви возвратат. Бидете подготвена да слушните колку лично вие сте им важни на граѓаните. Ви благодарам.